Почитувани, СДСМ продолжува со расипничкото трошење на народните пари. Не ги интересира ништо друго, освен измислување на нови функции и дебело наградување на послушниците со пари од буџетот. Одлуката да се именуваат 5 наместо актуелните 3 подпредседатели на собранието не значи ништо друго, освен дополнителен трошок за граѓаните. Месечниот трошок за еден подпредседател на Собранието на Република Македонија по основ на плата, асистент, секретарка, возач, гориво, репрезентации и други трошоци изнесува 225.000 денари или приближно 4.000 евра. За двајцата нови подпредседатели кои власта има намера да ги воведе, тоа се дополнителни скоро 9.000 евра месечно или 300 евра дневно, средства кои може да се вложат во здравството или образованието или да се искористат за отворање на нови работни места. Ако земеме во предвид дека 5 подпредседатели на собранието годишно ги чинат граѓаните 240.000 евра, за 4 години тие ќе ги чинат граѓаните приближно 1 милион евра или скоро за двојно повеќе од тоа што претходно било трошено. Почитувани граѓани, лицемерието на неспособната власт на СДСМ кон граѓаните стана редовна пракса во нивното функционирање. Едно говорат, а друго прават. Наместо да го намалуваат непродуктивното трошење, тие го зголемуваат. Наместо да го намалат бројот на министрите, тие го зголемија. Наместо да го намалат буџетот, тие го донесоа најголемиот досега. Едно ветуваа, а друго прават. Доколку СДСМ сакаа да намалат од трошоците, тие немаше да назначат наместо 3, 5 подпредседатели во Собранието на Република Македонија. Ова е чист доказ како функционира лицемерието на СДСМ. Пред да дојдат на власт, зборуваа дека премногу се троши, а сега не само што не ги намалуваат трошоците, туку и ги дуплираат. Пред да дојдат на власт, велеа дека ќе ги намалат ставките патни трошоци, за да подоцна во буџетот за 2018 година ги зголемат од 650.000 евра на 1,3 милиони евра. Да подсетиме дека ова е највисокиот расипнички буџет во историјата на Република Македонија во висина од 3,5 милиарди евра. СДСМ со ова недомачинско работење и трошење на народните пари за личниот луксус и хедонизам се изживуваат врз граѓаните и ја водат државата кон амбис од кој нема враќање назад. Не се во прашање 5, 10 или 20 денари, туку недомачинско трошење на милиони евра пари на граѓаните. Очигледно, животот кој го ветуваа беше наменет само за врхушката на СДСМ. Ви благодарам.